Јас живеам и цел живот сум во Тетово. Тамо уште во нижите оделенија имав чудно некое откровение од страна на наставниците дека знаем да цртам, па правев изидни весници, а во гимназијата имав среќа да ми биде професор Катја Ефтимова, наш доајен, почината одамна, голем сликар, која на некој начин ме откри и ми сугерираше да се запишам во средната уметничка школа во Скопје, така тоа почна, ме запишам, потоа на академија и така натаму. Човекот на дворешниот свет и неговото доживување на она што го обкружува. Зошто сметам дека тоа е во самата суштина на неговото творештво? Пред се Кузмановски не е интровертен сликар, тој е напротив екстровертен и не е еден од оние сликари кои што работната кариера, работниот век го поминале сами во своето ателје, без да демонстрираат интерес за она што ги обкружува, создавајќи дела кои што треба само да бидат одгатнати. Во овој случај тоа не е така. Кузмановски создава во ателјето, создава посветено многу децении. Еден од најплодните македонски современи сликари е со сигурност. Сите тие работи што ги кажав се дело и на моите родители кои имаа апсолутна поддршка за таква една моја определеност. И ето, после сите тие завршетоци, јас кренав да сликам. Една мала работа ќе кажам, дека на академијата не се работеше во маслена техника. Која завршив ја, едно 8 или 9 години не се ученував во друштвото на ликовните уметници на Македонија, вежбав, сварав со слики со маслена техника, енергично, брзо, многу количини и така натаму, додека не се совлада таа техника, применета уметност, Академија за применета уметности кажува нешто за примена на материјалите во одредени објекти, зидови, плочки, мозаици и така натаму. Но тој во секоја слика кога и да размислува, кога и непосредно да создава дело, мислам дека размислува за луѓето, размислува за околината и затоа не случајно неговите слики, особено тоа доаѓа до израз кај сведоците, се луѓе кои што доживуваат или кои што емотивно преживуваат некакви настани, случувања, луѓе или што уште не. Тој е, мислам дека фасциниран од можноста на еден човек да одговори не секогаш вербално, туку и невербално на она што се случува. И тоа го преточува во неговите слики на можне успешен начин. Таа серија Сведоци, мојата омилена, но тоа доаѓа во израз и во другите серии на слики, го прави да биде навистина неговиот ликовен израз автентичен и уникатен, бидејќи како што и самиот кажува, сите сведоци личат исто, но ниту еден не е ист со некој друг, бидејќи секој еден од нас има можност на свој уникатен начин да ги доживува дури и иста работа на некој свој начин. На свој начин да работам. Работањето мое е во смисла на реализам, во смисла на конкретно нешто што е опипливо, видливо и така натаму, што на некој начин се ставам во редот на луѓето кои не ја сакаат апстрактната или модерната некако уметност, напротив, дека тоа што го работам е модерно. Тоа баш во критиките стои со големи потенцирања и доста ми се чини објективно кажано
Не дека не ги пратам покретите во светот, но тоа што го работам е тоа што го сакам. Мене ме фасцинира таа вклученост на човекот, на човечкото око, на човечката моќ да одговори, но ме фасцинира и неговата отвореност во неговото ателје, при средбите со пријатели, роднини, колеги, да разговара за своите дела на еден негов начин. Тој сака да слушне мислење за сликите кои што се во тек, сака да ги одговори прашањата кои што секој би му ги поставил, но многу често на било каков коментар или на било какво прашање знае само во негов кроток стил благо да се насмевне без да ви одговори. Мислам дека игра на таа карта да ја буди, да ја интригира нашата љубопитност како на луѓе, а човекот е човек токму тогаш кога е љубопитен, кога се интересира, и да се навратиме кон она што не повикува денес, да кажеме неколку зборови за неговото творештво, тоа е издавањето на книгата каде се систематизирани позначајните критики во однос на неговиот творечки опус. Доаѓа до израз токму ова што го говорам. Например, дека сликарството, посебно сликарството е илузија, точно е тоа, а да се стигне до една илузија, илузијата е невидлива, илузијата е таа што ти дава подстрек за работа и со тоа ние го осмислуваме нашата желба, што да правиме, како да правиме, што да сликаме. Да кажеме, сликарството мое, кое го негувам, е одраз на моите чувства, моите видувања, моите соништа, да речам, моите гледање на нештата во животот и во светот, така да со тоа излегува неколку мои определби во сликарството. Ја го работам тоа цел живот, значи мртвите природи, пейзажите, сведоците и девојки, така ми се наречени портрети на наши македонски определби на убавите жени, девојки. Многу различни критичари на многу различен начин ги доживуваат неговите три точки, кога не одговара, кога прави загадки и ја буди нашата креативност и љубопитност. Гледам дека секој на различен начин повторно го доживува тој цел творечки опус и тој израз, што навистина е прекрасно, бидејќи кој да му била замислата со одредена слика, не успеал во тоа и само во тоа, туку успеал многу повеќе од тоа, бидејќи ја завршил својата поставена цел, но постигнал и цели за кои што воопшто не бил свесен дека ги таргетира, бидејќи кај секој човек успеал да исполни нешто за кое што веројатно и не бил свесен при креирањето на самото дело. Имам такви упадици од мои пријатели, колеги, чекај, вика, сведоците ти се горе-доле све исти. Тоа се исти, а ниеден не е ист. Значи, тоа е една серија која се работи на своевиден начин да докаже и покаже нешто што ето светот, критичарите го откриле тоа за некакви, како би рекол, работи кои што не треба да се случат, а се случуваат. Сведоците се тука, тие гледаат нешто, но настанот не се гледа. Јас сум сакал секогаш, моите сведоци се секогаш портрети. Низ ликот и со гестот на рацете да се види тоа што они гледаат. А секогаш гледаат нешто што е негативно и со изразите да направат еден прекор, една критика,
едно, да речем, разочарување, ако е и тако. Ете, тоа е што се трудам да го направам цел живот.